Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. И Сина, и Светлия Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, братья и сестры, нека ни е честит празникот на големиот Отец на Светата Црква Божия, нашиот духовен татко, рамен на апостоли, просветител и покрстител на нашиот народ, Климент, Подохрид чудотворец. Mnogo nešta se veke napišani i objaveni za ličnosta na sveti Klimenta Ohridski i bo godinata najmalko dva pati za nego besedi. Tako da život od porast Otec na crkvata, naš duhovni tatko, na site vas je dobro poznat. Pa što treba ošte jednaš da mu kažeme kako po soglasu so crkovnata pedagoška postava sudržana vo jedno odektenije. Paki i paki gnijevom Gospodu pomozi. Povtor i povtor. Bo mir Bogu da se pomoli. Povtoruvanje to i majka na osnajenje to, majka na pametnjenje, majka na učenje. Sveti Kliment jedan, odsednite pokrstitelji narodov slovenskih, učesnik posite, misli što bizantijski imperijski dvor posodejstvo so patriarhot Carigradski Goremiot, svetiteljna crkvata Božja Foti od Carigrad, besomnežno najumnijot i najobrazovanijot čovek bo hristijanski del od planetava. Zemlja se sluči pokrstovanje to narodot slovenski. Zato svetitelj od Foti Carigradski so pravo site Sloveni go smete za svoj kum, za svoj duhoven Otec veliki, to je vinovnik za naše to pokrstvo. To je toj, koji što ne gi postavi u slovite, što toga še zim gi postavuvaše. Imeno da se nauči latinski od jazik, za da se bide hristijan. Sveti Foti go posluša Hrista Gospoda i drevno to predanje na crkvata od istok. Vнимавайте, od istok не е географски поим, туку онтолошки поим. Od страната од која што ни доаѓа сонцето на вистината. Вистината на сите вистини, Христос. Тоа е православната црква, а не некоја источна црква наспроти западната. Постои само една единствена црква. Како што постои само единствен Бог. И црквата е една само затоа што е Христос еден. Че Свети Фоти го послуша Христа Господа и преданието на црквата и кажа: Христос благослови секој народ да го слави Господа на својот мајчин јазик.
И така тргната тој тим на покрстители и просветители на нашиот народ, предводен од светите солунски браќа Кирил и Методи. На прво место треба да се стави фактот дека тие се најзаслужни што го познавме Христа Господ. Тој е најголемиот дар и најголемото постигнување до кое што словенските народи стигна. Го позна Христос. И врз Христос го поставија своето идно постоење и своето творечко постоење и создава една култура и стил на живење во се христоцентрично. А потоа можеме да кажеме дека тие се заслужни за тоа што ни ги дадоа богослужбените книги во превод на мајчин јазик, а пред тоа беше преведена од грчки на славенски јазик книгата на сите книги, Светото писмо. А Светото писмо, браќи и сестри, е книга на црквата. И ние, словените, благодарение на светите солунски браќа и нивните свети ученици, Климент, Наум, Ораст, Сава и Ангеларин, сме единствениот по се изгледа народ на планетава Земја, кој што Библијата ја прочита како прва книга воопшто што прочита. Првата книга што сме ја прочитале, најсветата книга, и од таа книга се што имаме ни доаѓа. Нашиот идентитет, нашето паметење, нашето спасение. Затоа, браќи и сестри, никако не смееме да се одделиме од Свето Кирило методиевското наследство. Некои сили од надвор, а и многу несакани тенденции однатре. Тенденции предводени од заблудени и изгубени овци наши. Сака токму најсветото и најскапото да ни го одземе. Во името на некоја современост. Во името на некоја современост која веќе утре престанува да биде тоа, ја губиме вечната современост за која што се залагаше Свети Климент, нашиот патрон, патронот на нашата света помесна Македонска православна црква. Многу треба да се зборува за делото на Свети Климент. Зборувајќи воопшто за светите седмочисленици, ние зборуваме и за Свети Климент посебно. А и Свети Климент ни ја даде верата, односно црквата, ни го даде јазикот и писменоста. И преку тоа се што од сите тие вредности произлегува како резултат на еден кодифициран јазик и стандардизиран идентитет на еден народ. Тоа треба да го чуваме. Основите на тие вредности се библиски, односно христијански. Барањето на некои други вредности кои што прелестуваат и заведуваат, не искорнуваат од почвата во која што Господ не посади. Зашто до светите седмочисленици, до Свети Климента, ние бевме едни од многуте пагански народи.
paganskите народи и денес, доколку ги има некаде, мислам дека ги има, се субкултурни народи. И тие имаат потреба да го познаат Христа Господ. И денес потребна е мисијата на црквата, истата она во која што влегува и успешно ја завршија светите браќа и нивните свети ученици. Во таа мисија овој пат влегуваме сите за христијанството, за православието, за системот на вредности што ни доаѓа од него. Треба гласно и смело да сведочиме, а не да се срамиме и да ги криеме главите своји под нојот што ја крие својата глава под песок. Зашто имаме што да кажеме. Паганите не треба да ги бараме во Амазонија и во Африка, ги имаме и овде, и во Струга, и во цела Македонија, и тие го носат името нови пагани, неопагани. Повеќето од нашите деца сакаат да ја вкусат од таа отровна храна. И тоа тие го прават само затоа што родителите немаат што да им кажат за Христос и црквата, за Свети Климент и светите браќа Кирил и Метод. Немаат што да им кажат, бидејќи и самите тоа не го знаат. И така обесмислени тргнуваат во потрага по вистината. Барајќи ја вистината, ја бараат смислата на својот живот. Ако успеат да ги најдат, ќе се спасат. Но мнозина од нашите деца трагично го завршуваат својот живот. И најчесто во психијатриски клиники. Бавејќи се со древните, далечно источни философии и како се викаат они вежби. Јогата е една од многу. Затоа, браќа мои, треба да се држиме за Свети Климент, за наследството што тој ни го остава на сите, чии вредности се универзални, а не локални. Во локалните преданија се дави и се абсорбира и се уништува универзалното предание, важичко за сите народи, за сите луѓе на планетава Земја, а е запишано на страниците од најсветата книга. Откако сме описменети, ја читаме токму таа книга, браќа и сестри. Ние не можеме без неја. Кога ќе ја заборавиме и ќе им се предадиме на некои други книги, а книжевната галаксија на Гутенберг е еднаква со она на небесните, над звездите од него. Милиарди книги се во прашање, огромна понуда. Во секоја книга има по некоја искапена капка отров. Ако не сме подготвени сето тоа да го препознаеме и да се дистанцираме од тоа, и самите ќе станеме жртви. Овој мој повик на будност не е повик на нечитање, не е повик да се бойкотира и да се гнасиме од се што не е православно, туку повик на внимание, да читаме внимателно, да сме строги и селективни кога примаме нови содржини. На тој начин
ќе го исполниме докрај аманетот што ни го остава Свети Климент. Нашиот татко, нашиот гарант пред Бога, тој е тој што гарантира за нас и молитвено повеќе од сите се зазема за спасението на нашиот народ. На сите православни луѓе, браќа и сестри, православните луѓе во Македонија се неговиот народ. Крвта, коските и телото не се тие што го определуваат поимот народ, туку Духот Свет. Крвта Господња со која што се причестуваме и телото Христово со кое што се храниме на секоја света литургија. Ние овде собраните сме дел од народот Божи. Второто име за името Црква. Ајде да бидеме до крајот на Светов Евангелие Црква Христова, деца на Свети Климента. Амин.